Обично, значи, при секоја ваква интервенција користам некаква си приказна од животот. Почитуваниот колега доктор Пановски во една прилика има кажено, вика, во случај на масовни несреќи, вика, обично највеќе врескаат и се жалат на бол оние најмалку повредените. Ако ме разбрате, мислам дека доволно ви кажат. Меѓутоа, дека станува збор за една сосема интересантна приказна, почитувана колешке, кога зборите, значи, за пописот, значи, 2002 година и пописот 1994 година и за условно кажано постоење или непостоење на фалсификат, ќе ви дам само два податока за кои ќе ви уверам, а подоцна ќе проложам за другото. 1994 година по пописот има 44.500 срби во Македонија. Од 1994 до 2002 година се поделени 16.700 државјанства по информација на Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, за што постои соодветна документација. На пописот 2002 година во меѓупериодот при промената на раководството на Државната пописна комисија и на Државниот завод за статистика, по попис имаше само 36.000 срби. Значи не стана негде скоро добри 40% од население на српската заедница од Република Македонија, а да не бидат употребени само србите како пример, ќе ви информирам дека во истиот случај не стана скоро 20.000 турци или 25% од турското население во Македонија. И сега, кога се поставува прашање дали постоел фалсификат или не постоел, значи треба да има и продолжение на приказната. На населени места, каде што по пописот 2002 година од 100% население имало 0,98% срби, сега на завршени пописни операции некаде околу 70%, има некаде 60-70% српско население. Знаете зашто? Затоа што попишувачите на терен одеа под двајци, беа однешли на црвен состав. И кога зборувате за фалсификат, требате да имате во предвид дека во тој период на вистина се случи пописен фалсификат по Република Македонија. Значи, кога сакате да оправдате еден дел од настаните, и обично тоа се најдобро се прави, значи по системот се озаконува со правото на сила, односно со под наводници правна држава и демократија. Меѓутоа, се што е насадено на тој начин 2005 година е извор или основа на ова што ни се случува денес. Бројноста на српското население во Република Македонија во овој пописен период се покажа далеку пореална од бројките во минатите пописни периоди, што зборува за нешто сосема друго. И на крајот тоа што е сосема битно, го споменавте овдека, сите го браните директорот на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски, на прашањето мое каде не стана во Република Македонија 30.000 срби, господинот Дончо Герасимовски, бидејќи не знаеше да даде одговор, кажа дека ние сме диносауруси. Ете, за таква стручност и совест останува во Република Македонија кога станува збор за попис. Инаку само да ја поставам, вие добро знаете. Не треба да ви да кажат, пописот е класична политичка категорија во Република Македонија, бидејќи согласно оквирниот рамковен договор во Република Македонија, голем дел од правата на припадниците на заедниците во Република Македонија се врзани за нивната бројност. И вие тоа многу добро го знаете. И на крајот за парите, без обзира колку пари ќе бидат потрошени на овој попис, турците и србите во Република Македонија, например, за овие 10 години се оштетени многу повеќе од било кои пари потрошени за овој попис. Благодарам.